Здраво на сите првачиња! Јас сум наставничка Марија и работам во училиштето Никола Карев во Пробиштип. Секое училиште си има свое име, а твојата наставничка или наставник ќе ви го каже името на вашето училиште во кое што од денес ти ќе станеш ученик. Знам дека сте премногу возбудени денеска. И јас бев многу возбудена кога требаше првпат да тргнам на училиште. Затоа што овој ден само еднаш во животот се доживува. Драго прваче, од денес си ученик, но немој да бидеш збунет и исплашен. Воопшто не е страшно да си ученик. Тоа е најубавото нешто во животот. Во училиште ќе стекнеш многу знаења, ќе научиш многу нови работи и ќе запознаеш нови другарчиња. Денеска јас ќе се обидам да ви го одржам вашиот прв час по македонски јазик. На тој час ќе се запознаеме. Ќе кажеме кои сме ние. Значи, драго учениче, ти денеска на овој час ќе научиш да се представуваш со основните податоци за себе. Ќе научиш да се опишуваш како изгледаш, да искажуваш што сакаш, а што не сакаш. А ќе се потрудиш и да црташ. Затоа ќе те замолам да подготвиш еден бел лист за илустрирање, доколку си го добил твојот учебник по македонски јазик и секако твојот училишен прибор. Сега подготви се. Како што ви спомнав веќе, денеска ќе се запознаваме. Ќе кажуваме по неколку работи за себе. Ете, јас ќе почнам прва и ќе ви се представам. Јас сум наставничка. Многу ја сакам мојата работа и моите ученици. Кога сум со нив, се грижам за нив, исто како што се грижам за моите деца. Ги учам моите ученици културно да се однесуваат, да се дружат и почитуваат меѓу себе, да ги почитуваат возрастните и да користат само убави зборови. Но и не само тоа. Ги учам да цртаат, да пеат, да кажуваат и пишуваат многу броеви и букви, да читаат и да пресметуваат. Може би ова ви изгледа многу, но не плашете се, ова ќе го учиме полека, постепено. А јас верувам во тебе и знам дека ти ќе бидеш супер ученик. Сега јас ќе ви покажам како две првачиња се представуваат и како се запознаваат. А потоа вие самите тоа ќе го направите. Знам дека ќе успеете во тоа. Еве, на оваа сликичка гледаме едно девојче. И тоа девојче вака вели: Здраво, другарчиња! Јас сум Мила Трпева. Во септември ќе имам 6 години. Срекна сум што одам во прво одделение. Мама ме исчешла и ми облече црвено фустанче. Имам кафени очи и руса коса. На нозете носам црвени сандали. Најмногу од се сакам да играм со кукли. Ајде малку да поразговараме за ова девојче. Дали запомтивте како се вика таа? Тоа беше Мила Трпева. Значи, секое дете има свое име и презиме. Мила е името, а презимето е Трпева. Дали запомтивте колку години сега во септември ќе наполни Мила? Така е, погоди, таа ќе наполни 6 години и таа е многу срекна што тргнува во прво одделение. Хајде да ја опишеме Мила како изгледа, во што е облечена. Можеш тоа сам да го направиш. Мила е облечена во... Така е, во црвено фустанче и црвени
Сандалки. Нејзината коса беше каква? Руса, а очињата? Кафени. А дали запомти со што најмногу сакаше Мила да си игра? Така е, Мила најмногу сака да си игра со кукли, бидејќи е девојче. А сега на втората сликичка, што гледаме? Гледаме едно момче. Тоа вели вака: Здраво, другарчиња, јас сум Огнен Петровски. Јас ке имам 6 години зимава во декември. Бојата на мојата коса е кафена. Очите ми се зелени. Денес сум облечен во сина блуза и кратки сини панталони. Многу сакам да играм фудбал и да разгледувам сликовници. Ајде сега да ве потпрашам, дали запомтивте? Кое е името и презимето на ова дете? Огнен Петровски, браво за тебе! Дали тој има 6 години или допрва ќе наполни? Значи тој се уште нема 6 години и во декември ќе ги наполни 6 годинки. Каква боја имаше неговата коса? А каква неговите очи? Па браво, сте запомтиле. Кафеава косичка и зелени очи. Ајде да видиме како е облечен Огнен. Огнен е облечен во сина блуза и кратки сини панталончиња, а на ножињата носи сини сандалчиња. Така е. А драго прваче, дали запомти што најмногу сака да игра Огнен? Така е. Тој сака фудбал, но сакаше многу и да разгледува сликовници. Сега знаеме веќе, значи, како да се представуваме. Прво си го кажуваме името и презимето, а потоа се опишуваме како изгледаме и во што сме облечени. Можеме да кажеме и што сакаме да правиме и што не сакаме да правиме. А сега е ред на вас. Еве, на овие сликички се дадени повеќе момчиња и девојчиња. Добро разгледајте ги и видете која од овие дечиња најмногу ве потсетува на вас. Според бојата на косата, според бојата на очињата, според полот, дали е момче или девојче, според облеката што ја носи, и покажете на некој што седи до вас со кое дете од овие најмногу си личите. Доколку го одбравте, сега обидете се и вие, како Мила и Огнен, да се опишете самите себе си. А тоа, како ќе го направите најдобро? Најдобро ќе го направите доколку се нацртате. Затоа, земи еден бел лист и обиди се да се нацрташ самиот себе. Обој го цртежот според облеката што ја носиш. Внимавај како ќе ги обоиш твоите очи и твојата коса. Еве, овде е дадена една сликичка на едно момче што само се нацртало. А момчето објаснува како се вика и како го сака да го викаат во одделението. Потоа може да си го разубави своето име. Еве, например, ако јас се викам Марија, можеби ќе сакам другарчињата од одделението да ме викаат Маре, или Маце, или Мариче. Можете така нагалено да си го разубавите и вашето име. Можете да опишете што е најубаво кај вас, што најмногу сакате да носите, каква облека.
што најмногу си сакате од вашата облека или од вашите играчки. Потоа, ќе го кажете убаво, вашето име, бавно, обидете се да го кажете, дури и преку песна, да го испеете. Така најдобро ќе се представите самите себе си. А за да се запознаеш подобро со своите другарчиња од твоето одделение, јас ќе ти предложам некој од повозрасните дома да те сними со телефонот како се опишуваш самиот себе си и да го испрети видеото во групата на твојата наставничка или наставник, за да можат другарчињата да те видат. А исто така, и ти да ги видиш нивните видеа што ќе ги споделат. Не заборавај да го испратиш и твојот цртеж. Значи, кога ќе се нацрташ, опиши се добро, а можеш да додадеш и некои други работи. Например, што си можел да правиш кога си бил бебе, што си сакал или што си можел да правиш кога си бил помал и си одел во градинка. А можеш да кажеш и што можеш сега. Може би веќе си го добил, а ако не си го добил, ќе го добиеш твојот учебник по предметот македонски јазик, кој ќе ти помага полесно да учиш, а тој изгледа вака. Во учебникот секогаш ќе има примери кои ќе ти ја олеснуваат задачата. Еве вака. А кога се опишуваме кој сме ние, тоест кој сум јас, можеме да користиме и слики, фотографии од нашето детство. Еве овде, на првата сликичка, момчето држи фотографија на која што бил бебе и кажува: кога сум бил бебе, многу сум плачал. Се надевам дека вие не сте биле такви плачковци. На другата фотографија, детето опишува дека има 2 години. Таму е сликан со неговиот велосипед. И тогаш најмногу сакал да игра со коцки. Ова девојче пак си опишува: јас спиев со мојата омилена играчка, мечето Теди. Еве и ова бебенце си сака да си спие со меченце. Така можете да побарате во вашите фотографии некои што ви се најомилени, да ги опишете во видеото што ќе го снимате и да се представите во најдобро светло пред вашите другарчиња, да ги кажете вашите желби и вашите омилени игри. Само така можете да си најдете, да си одберете најдобро другарче или најдобри другари со кои што најдобро ќе се согласувате во одделението. Ти благодарам што беше многу внимателен и што ме изслуша. Се надевам дека ќе бидеш одличен ученик. Секогаш вредно учи, работи и слушај го наставникот или наставничката. Соработувај со другарчињата и секогаш ќе бидеш одличен ученик. Ти посакувам многу успех, драго прваче, што од денеска си ученик.